да преминеме нашата тема за денеска, која што всушност е 10-ти дел од мојата серија кога Господ прашува. Господ поставил прашање и во горната соба за време на последната Пасха на која што Исус присуствувал. Исус поставил прашање таму. Ќе видиме подосна кој е било прашањето. Но најнапред да отвориме во Лука 22 глава. Лука 22 од 7 стих читаме. Дојде денот без квасници, кога требаше да се заколе пасхалното јагне. Ова да не ве буни, пошто без квасници и Пасха се поклопувале. Па ги испрати Исус Петар и Јован и им рече: одете и пригответе ни Пасха за да јадеме. А тие му рекоа: каде сакаш да приготвиме? Тој им рече: ете, кога ќе влезете в град, ќе ве сретне човек што носи стомна со вода, одете по него во куќата каде што ќе влезе. И кажете му на домакинот од куќата: учителот ти вели, каде е собата во која треба да јадам Пасха со учениците своји. И тој ќе ви покаже голема одеја, послана таму и таму пригответе. Кога отидоа, најдоа како што им беше рекол и ја приготвија Пасхата. Интересен овој момент, иако ќе се задржиме повеќе во 13 глава од Евангелие по Јован, но овде има еден интересен момент. Исус уште пред подготовката на Пасхата им дава една сликовита поука на учениците, за да подоцна исто така сликовита поука ми ја даде и на самата света вечера, мислам, кога ќе ја востанови за прв пат светата причест и претходно и обредот на понизност. Имено која е била поуката која што многу тешко ја учеле учениците тогаш, а и ние денеска, мора да признаеме. И минатиот пат спомнав. Се некако мислеле дека царството ќе биде земско и се буткале кој прв да биде до Исуса, кој да има поголема власт, како што денеска гледаме, мислам, ситуацијата во нашата земја, Македонија, и да кажем напред дека секоја сличност, ако нешто има некоја сличност со некој настани во денешница во наша во Македонија, е случајна. Што нема намер. Значи, кој да биде прв? И знаете дека имало расправија меѓу нив. Па Јаков и Јован фаќале врски преку својата мајка тамо кај Исуса. Да. И не само тие, сите тоа го посекувале. Јуда се истакнувал, можеби, во сето тоа. И никако не научили, иако Исус ќе им каже тамо во Матеј 20 глава, што им вели на Јаков и Јован, поготово, значи баш тогаш во таа ситуација. Ако сака некој да биде најголем меѓу вас, што треба? Треба да биде слуга, да служи. Не е во Божјето царство така како што е во светот, каде што сите се грабаат за првите места за да имаат власт на другите. И видите ја поуката. Можел слободно да им каже, точно да им каже во таа и таа куќа отидете и крај. Иако не знам сега, тогаш не постои веројатно адреси како денеска, меѓутоа како и да е. Не било тешко многу да се пронајде куќата, но што им вели, ќе видите човек кој што носи стомна со вода. И што е невообичаено во ова? Па еден куп луѓе носеле тогаш стомни со вода, мислам немале водовод дома, па за да, значи сите оделе тамо на некои јавни чешми или бунари, извори кај што меѓутоа реткост било човек, маж да носи стомна вода. Обично стомна вода носеле жените. Мажите носеле тие мешини или во што и да носеле поголеми количини на вода. Овој очигледно бил некој слуга. И им рекол, следете го и каде ќе влезе во таа куќа, таму ќе прашите и ќе ви кажат каде е собата, каде што треба да ја подготвите Паската. Сега одиме во Јован 13 глава, да видиме што се случувало таму горе. Од први стих.
А пред празникот Пасха, знаејќи Исус дека му дојде часот за да премине од овој свет кај Отецот и бидејќи ги засака своите во светот, до крај ги засака. И на вечерата, кога ѓаволот беше вметнал во срцето на Јуда Симонов Искариотски за да го предаде, Исус, знаејќи дека Отецот се му предал во рацете и дека од Бога излегол и дека кај Бога се враќа, стана од вечерата. До тука ќе застанеме. Исус знае што го чека, веќе уште наредниот ден. Знае како ќе пострада. Но сите негови мисли се насочени кон неговите ученици, кон оние кои што ќе останат подоцна да го шират делото, неговото дело, Евангелието да го шират. Радосната вест за спасение. Тие кои што се уште се грабаат за прво место, кои што никако не научиле дека треба да служат, да му служат на ближниот, тие се тие кои што, за кои што им му паѓало тешко, и за разлика од другите паски, кога, ако читате Копнежот на вековите, тоа биле радосни моменти, каде што учениците навистина имале што да научат, да чујат од него. Овој пат забележале дека неговото лице е озбилно, дека е замислен, дека е дури тажен, се прашувале што е опрашање. А Исус се мислел како, што да направи, како што вели Елен Вајт во таа 71 глава од Копнежот на вековите, што да направи, како да им покаже и да ги научи да сватат да не така лесно паѓаат во замките на ѓаволот. И зошто со право го воспоставил овој чин најнапред пред светата причест. Значи, обредот на понизност. Затоа што без понизност, без служење, без љубов, не можеме да имаме заедница со Христа, што пак значи, нели, примањето на виното и лебот. Нема заедница без такво нешто. Тие никако не може да го научат ова, да го сватат. И еден момент, односно, тоа биле веројатно неколку минути, сите седеле, тие знаат кој бил обичајот тогаш, дека треба еден, односно слугата во куќата, обично, да им ги измие нозете. Нема слугата, кај отиде? Стомната е тука, стои, се гледа, да кажеме, легенот, крпата, се е тука, стои, се гледа во собата, и сега овие викаат, кај е слугата, кај отиде? Никој од нив, иако им дошло на ум дека слуга нема, треба некој од нас сега да стане, да ги измие нозите, никој од нив не рекол, тоа сум јас, треба ја да стане. Секој мислел, другиот ќе стане. Тука има една многу силна порака и поука до нас. Знаете, некојаш, околу службите во црквата, сите имаме ние дарови, и тоа многу дарови. Ама некојаш се случува да се прашуваме и да велиме, па што јас? Камерата или компјутерот или не знам, крпите ли тамо или што? Борче, тоа е негова работа. Не морам јас. Има кој? Чекаме на некој друг на трет, мислам, не сваќате ништо лично, само едноставно паралела повлеку. Сите се во исчекување. Кој ќе стане да ги измее нозете? Кој ќе се понизи? Кој ќе им послужи на други? Најмалку тоа во мислите му доаѓало на Јуда, сигурно, кој што веќе имал и втора средба со свештениците и само чекал згоден момент да го предаде. Веќе ги примил парите. 30 сребреника. Продадена душа за 30 сребреника, затоа што не биле исполнените очекувањата негови, како и на повеќето ученици. Значи, мислам, сите размислувале дека тоа ќе биде некој земско царство, па тие ќе земат некоја позиција, некоја власт. И Исус стана од вечерата, после тие мигови на размислување. Исус стана од вечерата, ја соблече својата горна облека, зеде крпа и се препаше.
И потоа истори вода во сад за миење, значи во легенот, и почна да им ги мие нозете. Од кого прв почна? Значи, ако читаме повторно во Копнежот на вековите, тие што се буткале за првите места успеале, Јаков не успеал. Не знам како му било на Јаков. Нели, Јован и Јаков биле тие кои што толку многу посекувале да седат секојаш покрај Исуса, да бидат тука први. Јован успеал да седне од десната страна до Исуса, а од левата страна седнал Јуда. Успеал да се избутка и тој да седне прв. И Исус токму од левата страна, токму од Јуда, Јуда бил прв на кој што се наведнал да му ги измее нозет. Се уште имало надеж, се уште сметал дека еве, може би после овој чин ќе се скрши нешто во Јуда, Јуда ќе се откаже од неговата замисла и ќе се скрши, ќе се покае. Но како размислува Јуда на тоа? Да задржаме малку на Јуда. Дали имате забележано нека во Библијата да Исус го укорува Јуда? Не. Индиректен укор на некој начин добил во кај Симон лепрозниот, каде што Марија, нели, ќе го излее она миро, ќе му ги измее главата, значи и нозете на Исуса. Значи, слична слика имаме тука од Марија. Марија која што без зборови проповедала Исус, овде исто така со сликовит пример сака да им покаже што е тоа што им фали, што е тоа што им е потребно. Таму, кога Исус ке застане во одбрана на Марија, Јуда се осетил како погоден и тогаш решил да оди да го предаде. Тоа е пресвртниот момент. Пазите, Јуда никош не бил укорен. Зошто? Затоа што бил премногу горделив. Исус тоа го знаел. Може би сте сретнале некои луѓе во животот, или пак може би ние сме такви, на кои што човек не сме ништо да му каже. Само сме нешто поучи го. Веднаш пламења. Исус го знаел тоа и затоа избегнувал да директно го укори, затоа што ете, до крај се трудел и околу него, и околу сите нас, околу сите ученици, за да го доведе и Јуда до спасение. И овој момент, кога му ги мие нозете, веќе било крај за Јуда. Јуда си рекол, овој не може да биде цар. Гледате колку се понижува. Мие нозе. Нема шанси. Решен бил да го предаде. А иако веќе бил, мислам, бил тој со таа мисла, но ете, решил да присуствува сепак на вечерата. Многу убава поука, сликовита и за Јуда, и за сите други. Почнал од Јуда, проложил понатаму и доаѓа до Петар. Интересен е случајот со Петар, нели? Овде забележан исто во Јован. Значи, истори вода во садот за миење и почна да им ги мие нозете на учениците и да ги брише со крпа со која што беше препашан. Дојде и кај Симон Петар. Се ределе и дошол кај Симон Петар. Што му вели Петар? Господи, ти ли ки ми ги миеш мене нозете? Кај Петар гледаме нешто друго сега. Повторно, слично нешто. Зошто се понижува? Зошто се понижува? Исус говори, му рече, јас што правам сега ти не знаеш, но подоцна ќе разбереш. Петар му рече, никогаш ти нема да ми ги миеш нозете. Никогаш. Исус му одговори, ако не ти ги измијам, нема да имаш дел со мене. Што прави Петар после ова? Ово тогаш целиот избањаме. Ова Јуда, за жал кај Јуда ова не се случило. Јуда не сакал ни да има дел со Исуса. Затоа што тој сакал цар на земјата. Тој сакал власт. Значи тој бил властолюбив. Како што денеска некој е многу властолюбив во Македонија. Ја ќе ви кажам, значи секоја сличност е случајна. И Симон Петар му рече, Господи, тогаш не само нозете мои, туку и рацете и главата измени. Исус му одговори, на измениот треба само нозете да му се измијат, зашто целиот е чист, а вие сте чисти, но не сите. Откако ќе им ги измие нозете на сите, Исус вели, вие сте чисти.
Овде Петар, може да се навратиме и да кажеме, мора да спомнеме дека не одбивал само физичко мијење на нозете, туку она повозвишено, повисоко мијење од гревовите, од нечистотијата, духовната нечистотија. Она што Исус преку овој пример сакал да им покаже сликовито е дека треба се измијат од љубомората, од зависта, од расправиите меѓу себе, од желбата за први места. Тоа сакал да ми го покаже. И дека оној кој што треба да биде најголем во Божјето царство треба да им служи на другите. Така се поставени работите во Божјето царство. За разлика од секаква власт овде на земјата. И откако им ги измил, рекол, сите сте вие чисти, односно, вие сте чисти, но не сите. Оди понатаму и вели, бидејќи знаеше кој ќе го предаде, па затоа рече, не сте сите чисти. Единствено, Јуда ја испуштил таа прилика. Последната прилика да се покае. А кога им ги изми нозете, ја облече облеката своја и седна пак на трпезата, па им рече, еве го прашањето. Кога Господ прашува, прашањето во 12 стих. Знаете ли што ви направив? Или ако може би не разбирате и не знаете сега, подосна ќе разберете што ми вели на Петар. Знаете ли што ви направив? И оди понатаму, да ми ја представи оваа прекрасна слика. Иако е тој господарот на Вселената, иако е Господ, тој се понизи да им ги измие нозете, како слуга. Вие ме нарекувате учител и Господ. И овие се интересни стихови за оние, може би, кои што не веруват дека Исус е Господ. Вие ме нарекувате учител и Господ, и што вели Исус? И право велите. Така е. Јас сум и учител и Господ. Бидејќи сум, ако пак јас Господ и учител, ви ги измив нозете, тогаш и вие сте должни еден на друг да си ги миете нозете. И ова не опфаќа само миење на нозете од 3 на 3 месеци. Ова значи служење. Ова значи дух на служење, да му послужиш на братот, на сестрата, а не да чекаш ти да бидеш послужен. Тоа е таа лекција која што требало да ја научат учениците, се уште не ја учат. Кој знае дали и ние сме ја научиле. Бидејќи без учење на оваа лекција не можеме да имаме заедница со Исуса. Без понизноста, без љубовта нема заедница со Христа. Тоа се негови карактеристики. Не е чудотворно нити мењето на нозе, не е чудотворно ни виното што ќе го испиеме, ниту пак лепчето што ќе го изедеме денеска. Не. Ние претходно треба да бидеме подготвени, јас верувам дека сме подготвени, сите овде, денеска дојдени. Затоа ви дадов пример, продолжува во 15 стих, да правите и вие така како што ви направив јас. Вистина ви велам, нема слуга поголем од својот господар, ниту пратеник поголем од оној што го пратил. Кога го знаете ова, блажени сте ако го извршувате. Што значи блажени сте? Ако сакате да бидете срекни, служете. Денеска нема среќа меѓу луѓето затоа што се себични. Тоа е на голема причина. Себичноста води кон изолираност, кон диазепами, кон не знам што сега, не ме сваќате погрешно, значи, депресија и сето тоа. Меѓутоа, кога му служите на другиот, ви сте радосни. Прашете ги оние кои што, еве брат Крсте, фала на Господа, е тука меѓу нас, кои што се во некои хуманитарни акции почесто. Да видите како се чувствуваат, кога ќе му помогнат на некого, кога ќе му подадат нешто што му треба. Било што, било во која ситуација помогнете и послужете. Значи. И тоа Исус ни го остави за пример. Фала му на Господа, ние сме денеска овде, го следиме тој пример и затоа, како што е редот, најнапред, значи, преминуваме кон обредот на понизност и потоа кон примањето на светата причест. Но ова, пак ќе кажам, не е само миење на нозе од 3 на 3 месеци. Тоаш нема да биде ништо поразлично од онаа прочката што ја слават православните, кој што е пак еднаш годишно, значи имаат многу повеќе фора да се испокараат цела една година и имаат уште повеќе фора, значи да се смират, има цела година.
А ние од 3 на 3 месеци. Не е тоа поентата. Исус сака да ги научи дека вистинскиот христијани, оној кој што има заедница со Христа, има секојаш дух на служење, секојаш е понизен, секојаш ги гледа другите повисоко од себе. Значи, ние денеска овде сите дојдовме да го обновиме заветот, кој што велиме да ја примеме светата причест. Може би некој дошол со паметот на Петар. И добре, не само Петар, но и сите други ученици, освен Јуда, се освестиле, подосна сватиле која е пуката и што сака да каже Исус. И добре, ако така, не верувам, значи јас не сакам да верувам и не верувам дека некој дошол со паметот на Јуда. Не верувам. Не верувам. Како треба да дојдеме? Ако сме ја научиле пуката, ако сме се подготвиле за тоа што треба да го примеме лебот, треба да го примеме виното, да стапиме во заедница со Исуса. Втора глава Филипјаните. Со ова ќе заврши. Познати стихови. Со умот Христов треба да дојдеме. Спремни да служиме. Да се понизиме. И така, ако во Христос има некаква утеха, ако има некаков поттик од љубовта, ако има некакво заедништво со Духот, ако има некое милосрдие и сострадание, исполнете ја мојата радост, бидете со една мисла. Господ сака да бидеме денеска сите со една мисла, со таа мисла. Бидејќи имате една и иста љубов и бидете еднодушни и едномислени. Не правете ништо од честолюбие или за празна слава, но од понизност сметајте се еден друг за по-горен од себе си. Да не читаме понатаму, понатаму е опишан примерот Христов, како тој, Господарот на Вселената, се симна доле и стана, како еден од нас и стана слуга, се понизи до тие граници да им ги изме валканите нозе на учениците. Знаете, треба некојаш да направиме некој опит, како што некојаш Дане ви правил тука, како што знаете да кажете, кога наводно дошол како да е напиен или не знам што бил, како бил. Треба некој од нас да дојде со ама баш онака извалкани нозе на света вечера, без да знае братот. И затоа што нивните нозе биле валкани, поле во сандали, не оделе по асфалти таму. Ние денеска сите, веројатно сме се избањале и фини сме, и чистени, и ето така ќе си измиеме нозете. Ништо налик на тоа, дури физички, ништо налик на тоа што било тогаш. Но како и да е, пуката, главната полука е таа, значи да се научиме да служиме. Да бидеме понизни, да бидеме кротки, да бидеме полни со љубов, со таа агапе љубов. Нека Господ ни помогне во тој правец.